Регионални вести на телевизија КИС. 56 годишен скопјанец поради замор изгубил контрола над возилото и излетал од регионалниот пат Тетово-Брвеница. Од полицискиот билтен и информација за тешка кражба во Тетово и пријавен физички напад. Вчера околу 7 часот на регионалниот пат Тетово-Брвеница на влезот во Долноседларце патничко возило Фијат Линеја со скопски регистарски таблици, што го управувал 56 годишен скопјанец, загубило контрола и излетало од коловоз и удрило во ограда и дрво, соопшти СВР Тетово. Од излетувањето возачот здобил телесни повреди, пренесен е и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. Првично причина е замор на возачот, додека вкупната материјална штета се проценува на 80.000 денари. Како што соопшти СВР Тетово, вчера во периодот помеѓу 13 и 13 часот и 40 минути, засега непознати сторители извршиле тешка кражба во станот на 64 годишен тетовец, лоцирана на улицата Видоја Смилевски Батов во Тетово. Тие го искористиле отсуството на домашните во тоа време, насилно ја отвориле влезната врата, целосно ја пребарале внатрешноста на станот и од спалната, односно од регал и фиоки во комода, одзеле лаптоп, неколку златни прстени, синџир, џердан, комплет Сваровски и други прстени и бижутерија, како и мобилен телефон и 2 машки и 1 женски часовник. Со одземениот накит и предмети незабележани од никого го напуштиле станот. 29 годишен тетовец вчера околу 16 часот и 30 минути пријавил насилство, кое се случило претходниот ден околу 15 часот пред сладкарница на улицата Љуботенска во Тетово, соопшти СВР Тетово. Во насилството според пријавителот учествувале 3 лица од населбата Тече, на возраст од 25, 30 и 34 години. Едниот од нив запрел со возило и низ отворениот прозорец вулгарно го навредил пријавителот, кој со другар седел пред сладкарницата, пошто слегол и со глава го удрил по носот, од што пријавителот паднал на асфалтната површина, а потоа во нападот се вклучиле и другите 2 лица од возилото, кои со клоци го удирале по телото. СВР Тетово со апел до граѓаните по повод одржувањето на локалните избори во недела. Во пресред на локалните избори закажани за 15 октомври, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните од Тетовско-гостиварското подрачје прети на денот на изборите да се однесуваат докрај совесно и одговорно и во фери демократски услови да го остварат своето уставно загарантирано избирачко право. При тоа им се советува да не подлегнуваат на никакви притисоци, заплашувања или други форми на негативно влијание од поединци, политички структури и слично. На граѓаните им се укажува исто така да се воздржат од провокативни постапки, но и да не прифаќаат да бидат дел од било какви провокации кои би можеле да причинат инцидентни ситуации и нарушувања на јавниот ред и мир. Доколку пак непосредно се предмет на притисоци, закани или евентуални физички или други напади пред или за време на гласањето, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните веднаш да ги информираат полициските службеници, кои ќе бидат ангажирани на избирачките места или да пријават во најблиските полициски станици или одделенија. Секторот за внатрешни работи Тетово навреме ги реализираше неопходните плански предвидени активности поврзани со изборите и неговите служби подготвени се брзо и ефикасно да реагираат со преземање конкретни мерки на сите евентуални нарушувања на изборниот процес, а кои се од делокругот на неговите законски детерминирани надлежности. И не само тоа, туку и адекватно да ги санкционира можните незаконитости со цел изборите да поминат без нарушувања во мирна и демократска атмосфера. Наместо проблематична земја, Македонија стана важен партнер на соседите и земјите од Европската Унија, кои даваат се поголема поддршка на Македонија, зашто поскоро членство во НАТО. Ова се дел од размислувањата на учесниците на трибината која денеска се одржа на Тетовскиот универзитет под наслов Младински диалог за промоција на демократските процеси во духот на евроатланските интеграции. Со позитивна и проактивна политика кон соседите која нашата држава ја практикува последните неколку месеци, поддршката од надвор за влез на Македонија во НАТО е зголемена, а со тоа и предностите кои Грција ги има во врска со спорот за името се намалуваат, сметаат од Евроатланскиот совет на Македонија. Ваквата нова состојба отвора можности што поскоро да се реши проблемот со името, а со тоа да станеме 30-та членка на НАТО алијансата, вели председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани. Веќе се добива впечаток и перцепција дека полека или сигурно веќе го имаме предноста дури и кон Грција како земја која
ни беше пречка до сега поради проблемот со името. И ако продолжиме вака, тогаш многу адути кои ги користеа соседните земји, посебно Грција, полека се неутрализираат. Заменик министерот за одбрана Беки Максути вели дека Македонија де факто е веќе во НАТО алијансата. Со нашето учество во мировните мисии, научни конференции, дебати кои ги организира алијансата, нашата држава е рамо до рамо со членките на НАТО, рече министерот. Тој смета дека членството во НАТО зависи од домашната поддршка која имаме за аспирацијата во овој сојуз. Последните истражувања покажале дека повеќето млади од Македонија се за членство во алијансата, но поддршката би била уште поголема ако младите знаат дека НАТО не е само обичен воен сојуз. Воочивме дека младите не се баш толку информирани. Оние даваат целосна поддршка, односно поддршката е преку 75%, меѓутоа имаме сведоштва дека не се толку заинтересирани, односно дека поддршката е бланко, меѓутоа без да знаат деталите за што навистина станува збор. Рамадан и Максути мислењето за членството на Македонија во НАТО алијансата ги дадоа на трибината за јакнување на младинскиот диалог за промоција на демократските процеси во духот на евроатлантските интеграции, организиран од Евроатлантскиот совет на Македонија. На трибината која се одржа во Тетово, хрватската амбасадорка во Скопје Данила Баришиќ ги изнесе хрватските искуства во зачленувањето на нивната земја во НАТО. Поради бројните услови и барања за нашето членство во алијансата, во почетокот мислевме дека сите земји се против Хрватска, но времето покажа дека проблемот не бил кај другите, туку лично кај нас, рече амбасадорката Баришиќ. Локални избори 2017. Кандидатот за градоначалник за Тетово од ДУИ Теута Арифи на пресконференција вети реализирање на повеќе проекти од преизборната програма наречена за утрешно Тетово. Меѓу нив како најприоритетни Арифи ги наведе целосното решавање на проблемот со водоснабдувањето и комуналниот смет. Кажуваме дека продолжувањето ќе се состои токму во реновирање комплетно на целата инфраструктура во однос на системот за водоснабдување во градот, што е втора фаза откако веќе тој голем проблем на донесувањето 20 годишен на носењето на водата до тука е завршен. Во однос на третирањето на комуналниот отпад, кој започна со стандардизирање на работата на нашето јавно комунално предпријатие, со градење на станицата за трансфер и сега станицата за секундарна селекција со заокружување во однос на регионот со стандардизација на депонијата во Русина. Нормално дека за нас беше особено важно да поработиме и на патната инфраструктура која ја најдовме во несоодветна ситуација. Значи, од целото работење или за 4 години, работени се 20 километри ново асфалтирање на улиците и исто така кажуваме дека со истата, иако не со појака динамика, ќе продолжиме да работиме на ова поле. Кандидатот за советник во општина Гостивар од листата на СДСМ Сонја Дамјановска денес одржа пресконференција на која представи дел од поважните проекти предвидени за реализација во изборната програма. Почитувани сограѓани, Гостивар заслужува по квалитетно образование и здравствени услуги. Ќе изградиме нова амбуланта и нова градинка во населба Циглана. Ќе ги подобриме условите во постојните градинки. Ќе обезбедиме чисти и загреани училишта каде што учениците во рака ќе држат молив и гума, а не чадор, затоа што им прокапува покривот, како во основното училиште Гоце Делчев, еве веќе 4 години. Конечно, ќе обезбедиме реконструкција на покривот таму. Училиштата ќе ги опремиме со нови наставни средства и ќе го обновиме инвентарот. Нашата програма предвидува гасификација со која во Гостивар ќе се намали загадувањето на воздухот, а на граѓаните ќе им ги намали трошоците. Ќе се справиме со сообраќајниот хаос преку неколку инфраструктурни проекти. Ќе изградиме нов секојдневен затворен пазар, во чиј склоп ќе функционира картна гаража. Ќе изградиме повеќенаменски спортски терени, ќе го прошириме булеварот Браќа Ѓиновски, ќе изградиме нов пат од населба Фазанерија до манастирот Преображение, ќе изградиме целосна канализациона мрежа во населбите Млаки, Чајле, Форино и Здуње.
Од ВМРО ДПМН е денес на пресконференција реагираа на кршење на изборниот законник од страна на општина Тетово и досегашната градоначалничка и кандидат за нов мандат Теута Арифи. Почитувани сограѓани, драги тетовчани, на сите ни е добро познат слоганот на СДСМ за овие избори, дека ќе донесат живот за сите, воздух за сите. Но, драги сограѓани, за жал, дојде живот само за врхушката на општинската организација на СДСМ Тетово и нивните потесни семејства. Имено, деновиве сите сме сведоци на флагрантно кршење на изборниот законник од страна на општина Тетово и Теута Арифи, преку вработување на луѓе во општинската администрација, ангажирање на луѓе кои што интензивно чистат по улиците низ Тетово, луѓе кои што дури не се ни државјани на Република Македонија. Нешто за кое што реагиравме на пресконференцијата пред една недела и се уште нема одговор од Теута Арифи. Почитувана Теута Арифи, ве прашуваме, дали е точно дека деновиве имате ангажирано 8 лица преку општина Тетово во повеќе училишта? Советување дека ќе бидат трајно вработени по завршувањето на локалните избори. Дали е точно дека едно од овие вработени лица е ќерка на кандидатка за пратеник од редовите на СДСМ на последниве избори? Следствено на ова, почитувани наши сограѓани, треба сите ние да се запрашаме дали дојде живот за сите. Или можеби дојде живот само за функционерите на СДСМ и нивните најтесни семејства. И додека сме тука, почитувана Теута Арифи, еве ви прилика да покажете дека сте градоначалник за сите. Решете го проблемот со пералната која е во непосредна близина до основното училиште. Проблем за кој немавте слух 4,5 години. Проблем кој само вие може да го решите со еден потпис. Носителот на листата за советници на општина Тетово од СДСМ Живе Алексовски на пресконференција се осврна на важноста на престојните локални избори. Како што рече, на изборите се одлучува дали сериозно ќе се пристапи кон решавање на локалните проблеми, но и дали ќе продолжиме на патот кон Европската Унија и НАТО. Нашите граѓани се желни за поубав и подостојствен живот. Ние сме подготвени тоа да им го донесеме со проектите од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои ќе ги реализираме со силна поддршка на централната власт. Големата шанса да ја направиме промената целост е пред нас и мораме да ја искористиме. Сега е моментот општината повторно да ја освојат граѓаните. Со таа промена ќе биде целосна и ќе можеме посветено да пристапиме кон решавање на проблемот со водата, и со ѓубрето, и со загадениот воздух, и со паркингот, и со несредените улици, и со сите други проблеми кои не мачеа нас, граѓаните на општина Тетово. Затоа, ве повикувам на 15 октомври масовно да излеземе на гласање и да се одлучиме за живот во нашиот град. Само со заокружување на бројот 19 ќе се вградиме во успехот и ќе придонесеме за посветла иднина. Секој глас е важен и поради тоа сите заедно, македонци, албанци, турци, роми, да го вратиме животот во нашето Тетово. Живот за сите. Досегашната градоначалничка на општина Тетово и кандидат од редовите на ДУИ Теута Арифи денес изврши увид во работите на реконструкција на булеварот Благоја Тоска кон населбата Дреновец. Претежно нашата кампања сме ја држиле на отворено, на средби со граѓани, на места каде што или сме завршиле со проектите или сме при завршување. Овој проект е еден таков, значи проект на завршување. Патот или поврзувањето на делот на булевардот Благоја Тоска со населбата Дреновец. За нас тоа беше многу важно да стигнеме до ова ниво, имајќи го предвид фактот дека имаше и работи, но имаше и голема потреба ова да се санира. Така затоа сум многу задоволна со фактот дека нашите граѓани ќе можат полесно и постабилно да се движат во овој дел. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од ДУИ Теута Арифи денес ја посети и местноста Бањиче, каде се одвиваат градежни активности за инфраструктурно уредување на тој дел од градот. Апсолутно е многу важно фактот што сегмент по сегмент, значи напредуваме кај патот за Бањиче, што сметам дека исто така едните од големите капитални инвестиции на општина Тетово и кој исто така ќе стигне да се финализира и со процесот на реализирање, значи на асфалтирањето, како што се гледа, сме на прва фаза и на слој на поставување на асфалт. Нашите планови за едните 4 години се значи исто така проектирање
како што ги проектиравме овие два сегмента и стигнавме до самото Бањиче. Проектирање значи и понатаму и погоре до Шипковачко тече и понатаму, затоа што сметаме дека целиот овој дел е еден многу добар рекреативен појас и сметаме дека граѓаните ќе можат да го користат за рекреација, за подобро здравје и така. Носителот на советничката листа на СДСМ и кандидати за советници на општина Тетово вчера одржаа мини митинг со жителите од тетовската населба Певчина. Вечерва сме тука уште еднаш да побараме поддршка од сите вас, мои сограѓани. Ние сме тимот кој стои за секој проект во нашата изборна програма. Ние сме тимот кој има визија за поубава и почиста, современа и модернизиран град за живот за сите нас во родниот дом, покрај родното огниште, покрај нашите семејства. И убеден сум дека сите заедно, сплотени, единствени, храбри и достоинствени, ќе успееме во борбата за живот во Тетово. Затоа ајде сите заедно на 15 октомври да го заокружиме бројот 19 по советничката листа и да овозможиме живот во Тетово за сите. Сите ние заслужуваме пред се живот во овој наш град. Заслужуваме чиста вода, чист воздух, услови за здрав живот и подигање на идните генерации. Заслужуваме и многу повеќе од тоа. Оваа советничка листа е подготвена да го донесе животот во градот под шара. Ве уверувам, ќе работиме честно, совесно, одговорно да ги реализираме сите проекти кои ќе го вратат сјајот на градот под шара. За нас нема друго место за живење. Тука сите заедно ќе создаваме услови за светла иднина на генерациите кои следат. Ветуваме чиста и здрава животна средина. Вода од секој дел од градот, без рестрикции. Редуцирање на сообраќајниот метеж и обезбедување на повеќе паркинг простор. Ќе изградиме нова градинка со цел за згрижување на децата. Во 21. век, нашиот град не sme да се дозволи недостиг на чиста вода за пиење и секојдневни рестрикции. Градот се наоѓа на совршена географска положба во подножјето на Шат планина, па затоа мораме да го подобриме снабдувањето со вода и незиниот квалитет. Градиме одговорно, квалитетно и домаќински, за да го подобриме животот на сите. Во нашите планови се вклучени многу инфраструктурни проекти. Проекти кои ќе му дадат нов лик на Тетово. Ќе го вратиме зеленилото во нашиот град, преку создавање паркови и шеталишта во повеќе делови во градот. Ќе го вратиме и приматот на Тетово како град на спортот. Ве уверувам дека стојам за секој проект во програмата на СДСМ за локалните избори. Веќе да се вратиме во живот овде, во нашиот град, во нашиот дом, овде во Тетово. Се зависи од нас. Дали сакаме нашите деца да израстат во безбеден, чист и современ град, или ќе продолжиме да молчиме додека се играат со нашите судбини. Имаме можност да направиме промена за подобро утре. Затоа ве повикувам на 15 октомври да излеземе на гласање и да го заокружиме број 19. Број 19 значи современо, модерно и урбано Тетово. За живот во Тетово, за живот за сите. ВМРО ДПМН со мини митинг во центарот на Тетово. Зборуваа кандидатот за градоначалник Горан Манойловски и кандидатите за советници за општина Тетово. Браќа и сестри, секој има право да сгреши. Пред 4,5 години остваривме победа, но сгрешиме затоа што гласаме за Теута. Ама почна она да игра со нашите чувства и сега чека ќе сниме на 15 октомври. Ќе знае кои са македонци, ќе знае дека тоа што вети не го оствари, не ја заврши капелата, не га ни почна црквата. ВМРО ДПМН ја има таа привилегија кандидатот за градоначалник да биде човекот кој воедно е и гласот на нас граѓаните во собранието на Република Македонија. Тој човек е доктор Горан, тој е човек со јасна визија и цврста идеја. Вашата доверба и поддршка ни е потребна во што е можда поголем број. За Тетово да го направиме поубаво место за живење за сите нас. Ви ветувам дека ние советниците од ВМРО ДПМН неуморно ќе работиме и сме спремни да се бориме со предизвиците за доброто на сите граѓани во Тетово. Од оваа говорница вечерва
ве повикувам сите да ја дадете поддршката за овој човек, за кандидатот за градоначалник доктор Горан и за листата на советници на ВМРО ДПМН. И на 15 октомври да го заокружите бројот 13, а со заокружување на овој број да го завршиме ова тешко поглавје и да отвориме нова ера за подобра иднина. Ја гледавме денови ветута, слушам оди по луѓе, ветува се и се што. И упатив еден апел вчера, ќе упатам и денеска. Доколку навистина е градоначалник на сите, доколку е човек кој што бара втор мандат, доколку ја сака довербата од сите, како што асфалтира улици за 2 дена, како што реди бекатон за 3 дена, како што се труди да го постигне сето тоа што не го направи во изминативе 4,5 години, јавно ќе порачам од тука. Повели, дислоцира пералната пред училиштето Братство Миџени. Повели, пошто си градоначалник на сите, и сите вие кои што лобирате за неа, да ја замолите уште утре да одговори на 3 барања од верниците македонци за доделување на локација за православен храм. Само тогаш ќе ти веруваме дека си градоначалник на сите. Како што најде пари за чадори, тетовско културно лето и било што друго да е. Шарен бекатон да реди за 130 евра квадрат, сите го гледате. Како бе не најде средства да ја заврши капелата? Нели е градоначалник на сите? Зошто го говорам ова? Има многу наши сограѓани кои што одат од врата на врата и лобираат за неа и кажуваат дека се тоа она ќе го оствари. Кажуваат дека ќе донеселе живот за сите, па дури ќе донеселе живот за сите и во бутел. Да видиме на 15. Едно прашање треба да се запрашаме сите. Што е тоа што го нудат кога немаат програма? Ова е нашата програма. Каде е нивната програма? Каде е нивниот кандидат? Зошто немаат кандидат за градоначалник? Сега јас ќе ви одговорам. Нивната влада е влада од интерес. Нивната влада е влада од уцена. Унијата на жени на ВМРО ДПМН во Гостивар организираше настан под мото "Гостиварчанки се за традиционални и семејни вредности". Пред присутните зборуваа кандидатот за градоначалник Дафина Стојановска, носителот на листата Лоран Страшевски и председателката на Унијата на жени Јасмина Василевска. Секоја жена која ги разбира проблемите на домаќинството, ги разбира и проблемите на државата. Да се биде моќен е исто како и да се биде дама. Ако мораш да им кажеш на луѓето дека си дама, тогаш не си. Ако сакаш зборови, прашај маж. Ако сакаш дела, прашај жена. Не познавам некој кој успеал да се искачи на врвот без голем труд. Тоа е рецептот за успех. Вечерва сме собрани жени од различни националности, но жени кои знаат дека семејството и традицијата се клучот за да се издржи да се биде жена и да се задржи улогата на жената како мајка, сопруга, вработена, политичарка, вредна и успешна, а сепак жена. Наназад 7 години сум активно вклучена во политиката и успеав, да. Но успеав најмногу заради поддршката од моето семејство. И за мене ништо од ова немаше да биде доживеано со радост, ако не беа тука моите најблиски. Гостиварчанки од секогаш биле познати како големи домаќинки, а се гледа дека тоа се пренесува од генерација на генерација. Традицијата не сме да се заборави и занемари. Таа не одржува, зближува и не прави уникатни насекаде во светот. Вие сте одлика на македонската жена, која низ историјата покажала и докажала дека како пире, цврста, силна, истрајна, неунишлива. Оваа вечер би сакала да оставиме печат на нашето дружење и да докажеме дека Гостивар
е град каде што се негуваат традицијата, мултикултурниот соживот и напредок. Гостивар е град кој со децении наназад бил пример за сплотеност, разбирање и почитување. Гостиварската жена домаќинка, било да е македонка, албанка, турчинка, ромка или било која друга националност, таа пред се е успешна жена во секоја област. Таа е добра мајка, добар наставник, хуман доктор, активен новинар, добар функционер, а можеме да потврдиме дека може да биде и неуморен борец за правата на сите нас во собранието, како што тоа го докажа нашата претеничка Дафина Стојановска. Локални избори 2017. Лидерот на палестинското исламско движење Хамас Исмаил Ханија изјави дека во преговорите со кои посредувал Египет постигнале договор со ривалската Фатах на палестинскиот председател Махмуд Абас за условите за контрола на појасот Газа. Хамас владее со Газа повеќе од една деценија, откако со сила ја презеде контролата од силите и лојални на умерената секуларна Фатах. Ова доведе до парализирачка територијална и политичка поделба на палестинците. Абас владееше со автономни енклави на западниот брег, кој е под контрола на израелската окупација. Шпанскиот премиер Маријано Рахој му даде рок од 5 денови на каталонскиот лидер Карлес Пучдемон да се изјасни околу својата позиција во врска со декларацијата за независност, истакна владин извор во Мадрид. Ако Пучдемон потврди дека прогласува независност на регионот, тогаш Мадрид ќе му даде дополнителен краен рок до четврток 19 октомври за да ја смени одлуката, а потоа ќе го активира членот 155 од Уставот, кој дозволува на шпанската влада да ја суспендира автономијата на Каталонија. Одговорот кој ќе го даде Карлес Пучдемон ќе влијае на идните случувања. Во пожарите кои од неделата беснеат во американската сојузна држава Калифорнија досега загинале 23 лица, а околу 300 се водат за исчезнати, објави Лос Анџелес Тајм. Во овој момент најмалку 22 шумски пожари и натаму се шират, а голем број противпожарни екипи се немоćни во борбата со силниот ветер. Цели населби се претворени во пепел, а целосно изгореле над 3500 куќи и деловни објекти. Во Северна Калифорнија се евакуирани 50.000 луѓе, од кои половина се од округот Сонома. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 2 до 8 степени, а дневната од 20 до 25 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 1 до 7 степени, а дневната од 20 до 26 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Пријатно!